Владата има креирано неформално тело кое истражува дали институциите се запознаени со терминот странско мешање и манипулирање со информации, но немаме конкретна стратегија, ниту протоколи, ниту соодветен систем како да се справиме со оваа појава на правилен начин. Следниот чекор би било целокупната оваа работа може би да институционализираме, односно да го воспоставиме она едно координативно тело кое што на вистина ќе ги следи сите работи и ќе може да биде во текст со состојбите, затоа што и од експертите можевме да слушнеме дека се уште го нема оној најдобар модел кој што ние треба да се стремиме. За разлика од нас, британците може да се пофалат со исклучително добро развиен систем, кој се состои од рано предупредување на странско мешање, проценка на потенцијалниот ризик, соодветен институционален одговор, но и анализа на ефектот од истиот. Разоткриваме потоа реактивна комуникација, често пати во кризен режим на работа. Со други зборови, кога СММ станал толку силен или присутен што мора да реагираме. И третиот е механизми за градење на капацитети, како публиката или сегменти од публиката да ги направиме помалку ранливи. Експертите проценуваат дека нашата држава има способност да се справи со манипулативните појави, но потребна е институционална координација. This is a global challenge and no one can face this challenge alone, and therefore the efforts of multi-stakeholder approach is what works best. I would highlight the examples of Sweden and the Psychological Defense Agency. France has a strong agency dealing with digital threats. It's called Viginum. Ukraine, for obvious reasons, has a very strong sort of infrastructure for dealing with information manipulation. Тимот на Институтот за комуникацијски студии подготвува и предлог протокол за начинот на справување со странското мешање и манипулирање со информации. Денешниот настан собра представници на различни институции, експерти и професионалци кои анализираа како може да се зајакне оперативната подготвеност на владата за одговор на оваа појава. Габриела Лескова, Сител телевизија.